Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Ова видео е продолжение од претходното видео, кое имаше наслов "Родители наместо казна, правете го во ова". И во претходното видео се зборуваше за ставовите на свесното родителство по основ на користењето на дисциплинирањето на децата во старата родителска парадигма, и се спомна дека старата родителска парадигма или старата идеја за родителствување по основ на дисциплинирање на децата пред се базира врз контрола, врз страв, врз осуда, врз вина, врз срамење на децата. Меѓутоа, тоа долго време преовладува затоа што родителите не знаеа, ниту пак имаја друг начин или друг пат како да ги воспитуваат своите деца. Некои од нас спрема шефали веќе подолго време го имаат напуштено тоа физичко казнување на децата, но сепак емоционалното казнување се уште функционира во голем дел од нас како родители, и спрема шефали без разлика точно за каква техника станува збор, дали за физичко или емоционално казнување. Тоа не е поентата овде. Поентата е дека овој вид на родителствување и со овој начин на дисциплинирање на децата се базира врз егото на родителот. И се додека постои егото на родителот, се додека тоа го контролира родителот, ќе се продолжи со еродирање на внатрешното знаење на детето, на неговата внатрешна сигурност, на неговата внатрешна вредност, како и самопочита на децата. И затоа таа вели дека контролата, стравот, осудата, срамењето, сите тие се техники кои се токсични, затоа што не ги учат децата да го прават она кое што родителите сакаат да го направат децата преку казнувањето. Зошто? Затоа што спрема шефали вистинското учење не се базира врз насилство, врз сила или пак врз доминација или манипулација, туку вистинското учење на детето се базира врз неговото природно одвивање на внатрешното знаење. Што значи тоа? Дека контролата, вината, осудата, стравот, сите тие се вештачки техники со кои во минатото се служеле и се користеле за манипулација и за угнетување на другите, се до слушање, односно се до согласување. И секако дека овие техники на прв поглед, или како што вели шефали, привремено им даваат на родителите едно лажно чувство дека ја имаат целосната контрола, дека доминираат врз децата, меѓутоа таа им објаснува дека тоа е многу неодржливо, значи тоа е само на кратки стази. И родителот, зошто? Затоа што родителот не е ни свесен дека заедно со неговото привремено чувство за доминација, за моќ над сопственото дете, после тоа доаѓаат голем број на проблеми и сите се поврзани за менталното расплетување или, како што таа вели, менталното растење и развивање на децата. Зошто го објаснува ова? Затоа што таа вели дека овие техники диктаторите во минатото ги користеле за перење на мозоците на граѓаните, само за да можат да ги следат нивните роботски диктати. И затоа ги прашува родителите: родители, дали е
она што вие сакате да им го правите на вашите деца. Дали вие сакате на ист начин така да им ги перете мозоците на вашите деца до сервилност, до послушност, или пак посакувате да дојдете до едно подлабоко разбирање што произлегува од длабокото во нив, како спротивност на реакцијата на која што се принудени заради стравот. И овде Шефали ова го кажува зошто? За да им укаже на родителите дека децата кои што подолго време се воспитувани, се родителствувани, израстени со угнетување, со владење, со моќ, тие на крајот две работи се случува со нив како возрастни, или продолжуваат со угнетување на самите себе си, или стануваат угнетувачи. Значи, или стануваат угнетувачи на самите себе си, или бараат од другите да ги угнетуваат и да ги почитуваат. И таа вели дека ова не е учење, не е ниту образование, ниту родителствување, туку ова е една токсична агресија кон себе и кон другите. И според традиционалното родителствување, значи традиционалната идеја за родителствување, таа вели најчесто овие техники, вештачки техники, се најавуваат и се нарекуваат образование, како тие да се во најдобар интерес на децата, меѓутоа вели таа дека ова идеја и како представува една целосна заблуда на која треба да се повика нејзината токсичност, да се повика на нејзината лудост и отворено да се каже дека ова идеја за дисциплинирање на децата представува само една голема злоупотреба. И токму поради тоа Шефали им вели на родители, кога ние конечно ќе можеме да го освестиме ова нешто, тек тогаш ќе можеме да ги промениме собствените образци по кои што ние ги родителствуваме децата, кон кои ние се однесуваме спрема децата и како комуницираме со нив во текот на досегашното воспитување, но од друга страна колку ние пак како родители ќе можеме да бидеме спремни да ги освестиме овие начини наши досегашни на родителско функционирање, пред се ќе зависи од тоа колку ние како родители можеме да замислиме дека во нашето родителствување ќе можеме да ги напуштиме тие идеи дека треба да употребуваме физичко и емоционално насилство врз нашите деца и колку ние можеме како родители да прекинеме да ни се јавува таа потреба да сакаме да ги казнуваме децата, да сакаме да ги удираме или да сакаме да им упатуваме осуда во комуникацијата со нив, да ги срамиме. И токму поради тоа таа ги прашува родителите колку од нас можеме ние да сами ова визија да ја вметнеме во нашите умови, и преку тоа да можеме да ја пренесеме во реалноста како родители, да почнеме да функционираме на тој начин. И веднаш таа го дава одговорот, вели, се разбира родители дека можеме. Можеме, но ако сакаме. А за да може да сака родителот, значи тој прво бара од родителот, тоа нешто бара работа на себе. Бара работа во насока на родителот на една негова подлабока трансформација, лична трансформација, која ќе доведе до раст и развој на неговите карактерни особини и до негово емоционално растење и емоционално зреење.
Сега Шефали овде секогаш ни дава примери од нејзиното искуство, како таа кога започнала, кога решила да го напушти традиционалниот начин на воспитување на своето дете преку дисциплинирање со казнување, таа започнала кога потполно ја тргнала идејата за емоционално и физичко насилство врз сопственото дете, како што вели Шефали, јас едноставно во моето родителствување не постоеше повеќе опција за да го казувам своето дете. И постепено исто така, после тоа, таа ја тргнала го тргнувала секое однесување или секој начин, секоја комуникација која што доведувала до тоа после да проследи емоционално казнување на низиното дете. Значи, таа цело време додека родителствувала во почетокот, додека се обидувала да родителствува свесно, самата кажува дека не била совршена, дека повторно се навраќала на тоа да го губи трпението со своето дете, како што вели Шефали. Да, јас го губев трпението повторно со мојата ќерка и се делев на ќерка ми и викав на ќерка ми, но сепак секој дневно упорно се фокусирав на тоа да ги освестувам моментите кога тоа го правев и секој дневно, значи се повеќе и повеќе настојувала што помалку елементи на страв, на тие техники, на срам, на осуда врз своето дете да применува во своето собствено родителствување. И меѓутоа, како го правела тоа, како ги намалувала овие и ги освестувала, не преку срамење на себе, таа вели тоа не го правев преку срамење на себе, преку осуда на себе си, туку го правев преку работа на своите внатрешни болки. Значи, таа работела на болките на своето внатрешно дете. И таа вели дека со текот на времето се повеќе и повеќе растеше свесноста за тоа како можев да ги избегнувам тие токсични начини на родителствување со моето дете, и сето тоа доведуваше до се подобра комуникација со мојата ќерка и растеше и се развиваше врската секојдневно се повеќе со неа во позитивна насока. Меѓутоа, Шефали после во книгата таа спомнува дека тогаш родителите знаеле да ја прашаат: добро Шефали, како ние тоа да го направиме, како да почнеме се повеќе да во своето собствено родителствување да се тргнеме од доминацијата, од срамењето, од користењето на контрола врз нашите деца. И таа тука им објаснува постои начин и како постои кога ќе почнете постепено да внесувате свесност во вашето родителствување. Но главниот принцип на свесното родителствување, кон која ќе мора да се придржувате за да влезете во свесност со децата, е да го направите ова нешто. Прво, поврзете со децата пред да ги коригирате. Значи, тоа е главниот основен принцип спрема Шефали, врз кој што се темели свесното родителствување. Поврзување пред коригирање, или како што пишува таа во книгата, конекција пред корекција. Значи, кога родителот едноставно ќе види детето како се однесува несоодветно, првата мисла да му биде на родителот да почне да се преиспита самиот себе си, да каже како можам јас да се поврзам со чувството на моето дете во овој момент, за да можам да му помогнам. Значи, како можам да се поврзам со она што го чувствува моето дете во моментот
за да можам да му помогнам. И таа вели, ќе видите веднаш, родители ќе забележите како енергијата инстантно се менува. Се менува од доминација кон партнерство. Не станува овде збор за партнерство како на возрастни личности, затоа што родителот е тој кој што треба да го напушти своето его. Рековме дека ова парадигма на дисциплинирање пред се на децата почива врз егото на родителот. Значи, кога родителот ќе сивне таа енергија од доминација кон партнерство со детето, подразбира партнерство на ниво на детската суштина. Значи, партнерство на ниво на неговото детско емоционално однесување. И тоа е клучот. Значи, кога ова нешто родителот ќе се фокусира на ова нешто, родителот го држи клучот за продлабочување на врската со своето дете. И за да може овој принцип родителот да го примени, да се држи до овој принцип во свесното родителствување, многу е битно родителот да ги применува трите главни столбови во свесното родителство, врз кои што почиваат врз кои што почива основниот принцип на свесното родителство. Или тие на англиски јазик, тие три столбови се прикажани преку кратеницата NBC, или на македонски јазик скратеницата 3P, а тоа би било на англиски negotiation, boundaries и уште едно consequences. Или на македонски јазик тоа би било користење на преговарање со децата. Значи, прво родителот, за да може да влезе во свесно родителствување со своето дете, ќе мора прво да преговара со своето дете, потоа да поставува јасни и свесни граници и здрави граници, и трето, после тоа што се случува? Се случува едно природни последици и логички последици кои што ќе се случат од ова родителствување. И Шефали, зошто ова го спомнува? Зошто е битно родителите да почнат да ги користат овие столбови, значи да го движат своето воспитување со овие три столба, затоа што кога родителот ги следи овие три столба на свесно родителствување, не само што тој ќе може да прекрасно да ги изродителствува своите деца, туку тој ќе може да го направи најзначајното нешто, да ја задржи комуникацијата и да го задржи внатрешното знаење на своето дете. Значи, она природно внатрешно знаење кое што доведува до природно поврзување со своето дете. Значи, најважно од се е родителот да ја зачува таа нивна внатрешна вредност, од која што понатаму ќе произлезе автентичноста на самото дете. И затоа родителот е тој кој што треба да ги следи овие три столба, за да може да се одржи тоа природно поврзување со своите деца. Затоа што кога родителот се држи до овој начин на родителствување, тој овозможува кај децата таа негативна енергија, тој негативен циклус на родителствување да ја преточи во една енергија на позитивна енергија која што е пред се во својата основа ја има љубовта. И децата после тоа со таа енергија почнуваат самите себе си да ја знаат својата вредност, стануваат деца кои што се самозајакнати, затоа што преку поставувањето на границите децата знаат докаде се нивните граници и докаде треба некој друг
да допре до нив, до нивните граници. Значи, растеме деца кои што пред се ќе се сакаат самите себе си, ќе ги сакаат своите најблиски, ќе имаат почит спрема своите браќа, спрема своите сестри, понатаму спрема своите родители, спрема бабите, спрема дедовците, деца кои што понатаму ќе даваат, еманираат љубов спрема другите луѓе во заедницата и понатаму на колективно ниво тие ќе знаат да даваат и љубов кон се она кое што представува колективитет. Љубов спрема се она кое што значи одржување на планетата Земја. Значи, во основа на сето ова децата растат свесност за себе и за се околу нив во насока на мир, на одржување на еден баланс помеѓу нив и помеѓу другите, во насока на надминување на сите оние негативни компоненти, негативна енергија, негативни карактеристики, токсични работи кон кои во голем дел денес гледаме дека се присутни во овој денешен свет во кој што живееме. Во наредното видео ќе продолжиме со, поединечно да зборуваме за овие три столба и останете да ме следите, толку сте заинтересирани. Имајте убав ден, се гледаме.